Овие стихови некогаш биле синоним за моќта на чаршијата, за просторот во кој секојдневно поминувале сите, без разлика дали се домашни или туѓинци. Од занаетчиството денес се останати само приказните за соживотот, довербата, пријателството и по некои занаетчија кои што се уште му пркоси на модерното време. Тие се денешните актери од истата страна. А јас ќе ви помогнам, да? Ај здраво комшија. Шобрис, добар. Сполајме, добри. Вака секојдневно се Па, честите чајови. Како? Се. наутро почнуваме со чај и после кој како ќе држам, може. А како? кафе. Оп, виш. Да. Од комшијата чајот, од мене шекерот. Битно е да се дружиме, а другото не е толку битно колку што ми е поштованието меѓу друг да ни биде добро. Тоа на прво место. Крзнарот македонец и јорганџијата албанец ги дели само еден сокак во старата скопска чаршија. Тие и ова утро го почнаа денот вообичаено, со чај или кафе и по некој ред муавет. Чашијата е еден букет со разни ружи во кој што го ќе ставиш на масата цвета улово. Сега треба да го негуваш и букетот, ама и ние луѓето треба да се негуваме, да се поштуваме. Од секогаш било така? Па ја, као што јас сум тука 65-та година, паметам такви некои работи, по кои што ден денска си немаме никој извешено. И некојаш некој да малце нервозно, ќе си почутиш, знаеш ударен, комшија, извини, ќе ти рече, пев нервозно така. Вела дека чаршијата, занаетчиите всушност се примерот, столбот на тоа како треба да изгледа еден добар здрав соживот. Толку нема такви примери во соседствата, по улиците, како што имаме ние по чашијата. Тука ќе сретнеш од разни националности, луѓе во кои што прв пат во живот може да го видиш, толку да ти е мил, драг, во кој што ќе обрнеш многу повише внимание и со големо почитување према едниот и према другиот и наоѓаме заеднички јазик. Не е секојаш некој ќе дое ми е скапо и ние разбираме скапо е, ќе направиме нешто, ќе попуштиме, нешто ќе додадеме, ќе одземеме, углавно да биде и муштеријата задоволен, ама и нормални и ние. А младите? Па ние пренесуваме, кажуваме што не чини, што е добро и да одберат од поголемото зло, по малото зло, сега како ќе го припадат, тоа е до нив. Колку е можно пренесуваме. А колку слушаат младите? Наше искуство. Да. Па се трудиме. Вие велите дека треба всушност од дома се да тргне. Па да, и тоа е основата. Основата. Овие први впечатоци ми беа доволни за да ми ја потврдат вистинската патека од мојата потрага. Но јас сакав да слушнам уште некои други искуства од занаетчиите во скопската чаршија. Да се здрави живи. Благодариме. Наистина чајот. Ај, никај не се сеќа. Ќе ме натре. На јорганџијата, кој ми го направи убав почетокот од мојата приказна, му ветив дека ќе го посетам и неговиот дуќан. Ето, тоа е тоа. Снафите во чаршија денеска точно во 10 прста можеш да ги броиш. Не знам дали може да ме разберете. Што значи дека многу слабо, зашто? Денеска на кого ти му текне, мисли дека чаршијата стисни камен парички. Не. Во чаршијата мислат луѓе дека ако влезеш во чаршијата одма си богат. 60 години јас не станав, тешко некој може да стане. Со занаетот. Или производство со личен труд, како што сум јас. Изработка на капи, некој изработка на килими, некој на јоргани и така натаму. Мајстор Абдула е шапкарот во чаршијата за кој нема човек кој не слушнал. Тука е повеќе од 60 години. Во занаетот влегол уште како дете, на свој 7 години. Меѓу занаетчиите или меѓу комшиите, јас сум пораснал и како дете, еве сега како возрастен, измеѓу сите народи и народности во чаршијата. То сега, јас уште не сум чул. Се пишува таму, што дам,
некој сака да прави некои работи, меѓутоа во чаршијата никогаш ништо не се случи лошо. Јас сум по националност турчин. Имам комшија православен македонец. 5 години сум во овој дуќан. Апсолутно ни 5 лоши збора не има. Секој се помагаме. Јас луѓето не ги разликувам. Ни по боја, ни по вера, не знам што. А па мислам дека и они така се. Јас ги разликувам луѓето, добриот и лошиот. Значи двајца луѓе. Како што имам обичај да кажам, колку свиока има од таму до овде, вика, кој на колку, не, само два свиока, едниот налево, едниот на десно. Така да и луѓето, еден добар, еден лош. Неговите мудрости само ми ја отворија мојата љубопитност. Наутро, јас како чирак, или еве, покасно малце како калфа, ключевите на дуќанот јас ги имав. Ќе дојдам прво да го отворам дуќанот, патосите беа со зифт или со катран намачкани. Па со водичка, не знам што, ќе го очистам и доаѓа мајстори и гледа, дете добро е очистено. Еснафите што беа тука, да речеме кај мајстор Перо, сите кај кого е редот денеска кафето да го даде. Тоа им беше адет, обичај. Секој сабари тие 5-6 луѓе што беа измеѓу, без оглед на вера, сите дуќанчи, дали албанец, дали турчин, дали православен македонец и така, сите, денеска е редот кај Абдула. Кај него ќе пиеме кафе. Ќе пако овака време. Ме прашуваат, мајсторе, кога, како што ме прашате, кога изумира занаетот? Нормално, нешто кога ќе почине мајсторот. Јас велам обратното сега. Мојот занает умре, мајсторот жив. Ако ме прашате зошто, капите ги имам за на рафт, само за украс. Мојот дуќан веќе се сведе на тоа да биде како музеј. Пред да заминам од старата скопска чаршија, поминав и покрај дуќанот на Јорганџијата. Гледаме се него дедо ми, татко ми, сега ја трета генерација кој сме во занаетот, прво се учи со животот. Тоа па после се учи занет. Уствари може и заедно двете да одат подеднако. И ден денеска ние го имаме тоа. И пред 50 години, пример, и пред 80 години исто било тоа. Имало неписан закон да се почитува мајстор со мајстор. Комшија или од спротивато мора да се почитува тоа. Не е важно која е националност, која е вера. Ако си случајно, ајде да не речем се она лев, тоа ќе те изолират постепено полека и ќе мора да одиш. Не ни треба такви луѓе тоа. Значи, не гледаме никаква националност, никаква вера. Мора да бидеш прво човек и да имаме некој соживот со сите. Навистина интересно. Ако те прифати чаршијата, значи ти си успел и во занаетот, но и во градењето на соживотот. Порано носеле мајсторите како кеци или она, знаеш, она пресилки вака тоа. И Чичко ми вика мајстор, пошто беше стар мајстор. Вика, треба да има мајсторот две такви. Па зошто му викам, зошто морам да има? Па вика, една треба да имаш за мајсторство, едната, она фигуративно, треба да имаш како да го пречекуваш пустирите, како да го испратиш. Било кој да е. Може би и ке те навреди, не, вика, со 8 мора па да го испратиш. Моето денешно скитање по чаршиските сокаци откри доста позитивни приказни за кои ретко кој и посветува внимание. Струшката чаршија денес е нешто сосема поинакво од она опишаното во староградската песна. Кепенците се заменети со кафе барови, дуќанџиите со модерни бутици. Во моето десно, околу 5 само самарџии, околу 12 кувенџии, зашивачи и кондураџи, да не правиме муабет, имаше многу. Потреба има, затоа што индустријата тога го немаше овај тек што го има денеска. Немаше телевизори, имаше многу кафулина. Секој утро мајсторот, ако имаше чираци во дуќанот, тие дури да го исчистеа, дури да спастреа во дуќанот, мајсторот одеше во кафилето, ќе се сретнеше со други мајстори и се разменве муабети и новости, зашто немаше од каде да слушнет. Кој како разбрал, тој тамо во кафулето, дури да испијат еден чај или кафе или ракија,
ќе си раскажуве некој работи, чаршијата телевизија беше. Мајтапите во чаршијата беа. Прекари на луѓе се извава по нивните навики. Дури прекарот станвеше некогаш и презиме. Зашто не го знае по презимето кој е, ако го кажеше прекарот, го знае кој е. Но тука некаде, во позадина, се уште има некој кој може да ви ги прераскаже приказните од соживотот, случките од чаршиската калдрама. Со празници си одевме, тие на Великден, на Божик, на Бајрам одевме, на визите одевме така, себап некој ќе имаш, ај дојдите дома деме, ќе се поканевме, без покана не може. Да ош за човекот и да се припреми, не, така да те пречекат човечки. Си одевме, јас имав тука еден пријател кој немаше ден да не се сретнеме, тој е почине, нека му е лесно земја, беше албанец, ама е работа што ги имавме голема почит. Сега некако се извитопери почитувањето меѓу и пријателите, само ми остана туше еден од селово Радолишта, кој многу се почитуваме, и тој ме почитуваат, и ден денеска ида тука. А јако живеет во Швајцарија, секој негово идење, дур не дојд надојќан тука, не оди в село. Од моите соговорници дознав многу за мојата потрага. Еснавски ме пречекаа и со кафе и со убави зборови. Секако, тие сакаа и да споделат и дел од денешните маки на занаетчиите со мене. Веќе децата сите сонуваат да бидат доктори, адвокати, инженери. Контража веќе неке никој да биде. Зашто едноставно овој занает више не се цени. Денеска никој неке само да обстане. Зашто на дете младо, пример средношколец, ке му речеш ајде да бидеш контрачион, по автоматизам ќе те праша бе каква кола имаш. 100 денари една поправка е 40 години. 100 денари, 100 денари, 100 денари, а ништо не останато 100 денари. И затоа више и млад човек да дојде кај мене да учи занат, ја ќе му речам да не бидеш контрачија. Нема вредност више. Не можеш да обстанеш. Значи, ние што сме малце повозрасни, подруго веќе не сонуваме некои филмови. Пример, знаеш какви филмови. Ама тие младите веќе некад. Кај мене нема врска како муштерија ќе дојде, за мене сите се исти. Затоа што и од сите јадам леп. Порано, повише се дружеа луѓето, со занаетите доаѓа, одеа, влегува, ќе прашува, муабет ќе се направеше, кој човек, што, како. Сега веќе луѓето се затворени некако. Порано имаше и чираци. И јас сум бил и чирак, сум бил и калфа, нели? Кај мајстор сум работел. Порано, подруго беше. Сега јас сум сам. Ни доаѓа да те праша некој дали ти треба чирак, дали ти треба калфа. Тоа не доаѓа обзир, нели? И во сон више не може да се сонува тоа. И затоа, пример, традицијата не може да се продолжи. Зашто кондураџија се станува со работно искуство, не се станува со школа кондураџија. Чим нема работно искуство, во случај да изуме занаетот. Пример, ја, ако не научам некого, тој занаетот више се губи. Но и покрај се, од овде, беа за мене најважни искрените надежи дека духот на заедништвото од старите чаршии и не е заборавен. Во 80% ние со христијаните работиме. Битува ако битува. Оние од ето, повеќето со албанци работат. Другите, ние тука стои. Тие со нас. Јас ги памтам тука до мене беше Сарадж на времето. Погоре беше плетачка на самиот ќош. Тој беше турчин до нас. Најстарите турци што беа. Подолу чантарот сите стално имало соживот во битува. Еснавските приказни од старите чаршии се учебник во кој прецизно се наведени сите лекции на соживотот. Сега по старите тие разговараа, ама разговараа за муабет си праја. Некој од денешно време, например, по 80% за политика. Тога и праја кој кај како, што, кај 12 ќе затворат, за време ручек, во 4 пак 5 ќе отворат. И продолжуваше пак до 7-8 сато како што беше чаршијата. Тоа време појќе нема да се врати, никој пат. Сега си измени многу во чаршијата. Се си измени. Пола и појќе чаршија затворена, нема појќе за нечија обитува. За нив носталгично ми раскажуваа и оние малкумина занетчии кои денеска обстануваат и во битолската чаршија.
Целиот овој амбиент ми наликуваше како да крие многу од тајните по кои јас денеска трагам. После работа ми кожни, многу сумете има, бунти женски. Имав чест да го запознаам еден од најстарите и најдобрите шивачи во Битолската чаршија. 44 години сам во овај дуќан. Иначе на Корзо работев, пред тоа. На Корзо кај мајстор, после си отворив дуќан. Јас на вистина муштерите како муштерија, без разлика дали е македонец или е турчин. Да, шија муслиманите. И денеска имам ја муслимани шија. И да, грци доста. И грците ги ценам убаво. Ланската година местото од Лерид натака, Амингио, така нешто. Мушијав на командир на полицијата, униформа ми донесе материјал, Мушијав униформата. Сакаше да има поќерала, пантолони, и Мушијав, да. Велат, градот на конзулите, некогаш дипломатски центар на овој дел од Балканот, не можел да се замисли без саатчи. Па ние бевме тука 80 години, јас кога отидов 14. Сега за овие 37 години додевме на тројца спаднавме во цел град. Веќе кој се во пензија, кој почина, така да сега уште тројца имаме, а нема интерес за нашиот занает. Абе, право да кажам, порано бевме 14 души, поубаво се живееше. Сега сме помалце, но се потешко. Тоа е разликата. Порано сите, сега одите и на пазар, ке мените и батерија, и ремче, и иглици, и секи ви менат. Тоа е тоа. Паѓа за најето наше. Имаше поштовање меѓу и колеги, вака и меѓу занечи, така да немаше, не знам за некој инцидент да се случил за такава работа меѓу наши или дали од турска исповест или од албанска било која, се било во најдобар ред. Колку јас што се сеќавам. Имаме со живот, куфаме, да и на вресија што се вели. Порано беа попоштени луѓето, сега малце се изменија, зема за да не вратат, да не се геме. А иначе во глобала, тука ева са Шимам и Сабина, ева тука едно што се знаеме, ќе земам нешто и да немаш или да пробаш да видиш како ше, се ти дават вересе, така да не е проблем. Има доверба, мислам, има респект. За празниците тогаш поќе се почитува, ќе дојдеме за празници, дуканите не работеа. Или ќе дојдеа до 12 часот, ќе го отвореа полајна дукан, тој што имаше нешто за земје, ќе си земеше, а не работеа. Ќе дојдеа костумосени до терани, ќе се одеа в црква, ќе се вратеа тука кафеце, ќе се напие до 12 и бегаја. А сега нема ни работно време, не се знае никога отворат, никога затворат. Занаетчиските приказни од Битолската чаршија беа уште една страница од албумот на заеднички вредности од истата страна. Охрид е мојата следна дестинација. Ете го Ѓорџо, да. Джизвињата што се прават и купуваат муслиманите. Ако не се тие, ми е по права ден. Тие купуваат за кафе, тие прават кафе. Муслиманите исклучува прават кафе. Јас му правам едни џумчиња, они што се за свадби. Јас сум еден мајстор за џумчиња, ќе ви покажа горе да снимате. Тие ако не се свадби нема. Ама се продаваат во Струга. Во Струга има продавници, тие и продаваат. Јас му правам неми, тие и продаваат. Ја изработвах свештарници, еве се сите се калапи за свештарници. И правам и за црквите и за џамиите правам. Тие на кубињата. Обава, јас што е прав овде, одав чаршија продава. Ама не може. Не може, нема продажба. Бара деца да седе таму, не сака никој да седи. Бара напред пари, ја не може да му дам пари напред. Треба седи, продавај, па ќе си земаш. Не сака. Вова го топа калеот, таму надвор, и секој ќе се наполни тоа, ќе се турби во тие џежвињата.
Иначе никој не сака да научи такви работи, ковачка работа. Ама сега се прават сите ковачи. Тешко е. Се чека работиш 2 кила на ден. Колку пати ќе окревам овде сега пример, да речеме, ова 2 кила. А тие башка се тие за чукање, некој што треба да чукат. Дедо, па можда и тој друг, пред дедо, татко ми, јас сум поставил, сега нема никој кој да ме замени. Еден син имав и тој заврши, дипломира, магистира и си ојде Америка. Ковачот од Охридската чаршија ми остави посебен впечаток. Особено приказните за почитта што занаетчиите ја имале меѓу себе во овој регион. И има еден празник, мислам да помина се, Спироден, кога е? Кој денеска не работеше татко ми и дедо ми. Тоа го славеа сите тогаш на времето како И ако муслимани? Ако што беа муслимани, пак се славеше. Не работеа тогаш. Сите занаечи не работеа. Мислам, во Охрид не знам, а иначе потекло татко ми е Ресенец, дојде не оде 54-та година. Дедо ми од Ресен. Тоа тие славеа тогаш. Кога беше Спироден, не работеше татко ми. Дојде не. И памтам ко детиште мал, дедо ми во Ресен не работеше, ќе се собираја тогаш и славеа тогаш, мислам. Секој занаец има своја тајна, секоја чаршија свој шмек. Но заедничко за сите бил духот на меѓусебната доверба меѓу занаетчиите. Тогаш беше подобро, не се гледаше шо си и шо не си. Ето да речеме за татко ми. Имаше ослатински чифлик. Тоа му бе пријатели што се вика. Тоа кучни пријатели, а сега ги немате луѓе. Не е битно шо си, шо не си. Тоа беше. Ама сега омраза, не знам шо тоа. И така. На младите генерации не можеме денеска ништо. Зашто и вие знаете, младите ги земат мобилните телефони, ќе седнат во маса, и ако се 4 или 5 души не разговарат меѓу себе. Значи, самите млади нема диалог меѓу себе, нема дружба. Кај нас во пример во Струга, во мали градови, соживот трае уште. Зашто ние сме навикнати, нас не интересираат политички состојби, какви се, кој е, како е, не интересира едноставно. Значи, обичниот народ правиме муабет со комши, со муштери, со луѓе. Соживот е многу проблем во градови кај што не се мешани националностите. Значи, во тие градови, тие не знаат како да се живее, пример, разни националности. Тие мислат дека така едноставно ние не можеме, не се сакаме, се караме. Многу навлезе политиката во луѓето и ги подвои луѓето. Дури сега, ако земите, ми брат со брат, ни брат и сестра, разделени се во однос на мислењата. Политиката е една најголема грешка што се воведе така на големо меѓу луѓето. Само за да добијат некои поени, да може да владеат, иако многу слабо се владеат. Немаме некој посебен напредок во однос на животот. Ние сега имаме живот европски, а плати мизерни кои не можеме да ги подмириме. Син ми има 6 години, моментално е прво оделение, 7. Ние сме самостални 26 години. Значи, кога ќе почне син ми да учи историја, ќе биде он 10 години, ќе биде 5-6 оделение и ќе почне да учи историја. Значи, ние за 30 години независност треба да напишеме една книга, дека достигнувањето од самостална Република Македонија се овие. Овој човек направил нешто, оставил трага, колку да напишеме? Нема ниту еден. Значи, правиме муабе за големи луѓе, а ја како кондураџија се обидувам да оставам печаток на луѓето да ме запаметат. Значи, со животот се прави кога ќе остави некој трага, без разлика на кој. Мост ќе направиш, школа ќе направиш, болница ќе направиш, ќе помогнеш на некому, ќе школуваш некое дете, без разлика од која националност. Ќе видиш има мака, нема средства, ќе се помогне, тоа е со животот. Ништо не е со животот. Зашто ние сме сите луѓе, еден сме, сите сме исти. И минјата ни се различни, празниците ни се различни, ништо друго нема да разлика.
довербата со години се гради, а за во момент можеш да изгубиш. Со години има респект. Што ви каја старите, со години. Ама еден ден, еден кикс и се растува и пријател со се. Ако си непоштен, веќе чаршијата те отврла. Ке научат, не оди таму, тој не е, што ви каја старите, батакчија го викаја. Нечестен, непоштен. Ама тие се многу ретки. Јас сум албанец во муслиманска тоа. Ми дојде завчер муштерија да му работам нешто, стара, со волна со тоа. И не скачам и ги прачам тоа. Им честитам и новогодишни празници и божични празници. Не ми смета мене тоа. Тоа е она. Дури не живееш со еден човек, не можеш да знаеш довербата каква. Ние тука секој ден сме заедно, повеќе сме тука него ли дома што сме. И едните и другите, ние цел ден сме тука. Дома одиме сме заспини. Син имам, сакам и него да го подучам, да почитува таа вера, таа друга. Тоа многу е важно. Зашто? Колку ја сакаш твојата, мора да ја сакаш и таа другата. Да имаме многу голема почит. Тоа е многу важно. Еснафот и порано беше многу поеснав. Зашто? Тамо една група, да речем, во чаршијата, зашто на Абдула не ме оди работата? Што прода капи? Ај ние ќе направиме работа, да муштериите, да ги пратиме кај него. Значи, донесува одлука да не пропадне, тоа беше еснафот. Меѓутоа, денеска, ако веќе еден збор се каже, а завртиш грбот и го промени тоа мислење, тука веќе не постои доверба. Не можеш така преку ноќ да го... Тоа или го носиш во душата, или го имаш, или го немаш. Ардама, што каже и комшијата, многу е битно домашното да го имаш. Кој ќе го имаш домашното, кој ќе го имаш домашното, нели ти вика почитување према постариот, помладиот да го поздрави постариот и ред ги работи, тие се однама. Ништо не окоше да каже добар ден, па да помени така. Тоа некако малку се ни изгаснува. Занајчиските приказни од старите чаршии нека бидат школо на соживотот. Тие се вредност од истата страна. Се гледаме следната недела.